Граѓаните во нетрпение утре очекуваат регулаторната комисија за енергетика да донесе одлука за поевтинување на горивата. Премиерот Мицкоски рече дека мерките даваат резултати и очекува пониски цени на дизелот за 2,5 денари и на бензините за 1,5 денар по литар. Тоа значи дека ако регулаторот ја потврди пресметката, дизелот би се продавал за 95,5 денари за литар, 95-ката за 82 денари и 98-цата за 84 денари за литар. Од овие цени може да се оди и 3 денари надолу поради попустот од 3 денари кој снабдувачот Окта им го даде на трговците. Утре на владина седница треба да се разгледува и анализата на цените на основните прехранбени производи. Од ова ќе зависи дали ќе има нови мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните. Државниот пазарен инспекторат досега направил контроли во над 800 продажни места. Инспекторите прочешлале производители, увозници, дистрибутери, локални продавници и ланци на маркети. Се проверувале цените на основните прехранбени производи, средствата за лична хигиена, средства за чистење, како и детска и бебешка храна и други детски производи. Анализата треба да покаже дали и колку тие поскапеле на почетокот на април споредено со февруари годинава. Дел од мерките кои владата ги разгледува како можни опции се намалување на ДДВ-то на основните производи и ограничување на профитната маржа на трговците. Бизнисот и аналитичарите бараат построги контроли и секторски и таргетирани мерки. Мерки кои може да покажат дека можеме да сметаме на владата да ни обезбедува стабилност, колку толку. Знаеме дека владата е подготвена да излезе во пресред на економијата на граѓаните со посебни мерки. Сите очекуваат нормализација на цените, тоа е најважно во моментот, а понатаму да видиме како од оваа криза можеме да извлечеме стабилност и да обезбедиме една одржливост на пазарот. Би требало да се воведат поголеми контроли и како тоа најголемите профитери условно во овој сегмент на работење се големите ланци на маркети. Значи се мерат во десетици милиони, а од една страна земјоделците се жалат и производителите се жалат дека скапо е производството, а од друга страна и тоа што го даваат како цена е ниска, а во маркетите ние ја плаќаме превисок. Пред Великден поскапеа јајцата, а предходно и маслото за јадење. Кризата на Блискиот Исток, која предизвика поскапување на нафтата, гасот, енергенсите и транспортот, резултираше со повисока инфлација. И покрај тоа што таа се сведе на под 3% во првите 2 месеци, во март се зголеми на 4,9%. Засега владата не ги менува проекциите и Македонија има меѓу најниските цени на горива и меѓу најниските стапки на инфлација на месечно ниво во Европа од 0,7%.